Edhe në intervistën e ditës do të flasim për vizitën e presidentit të Këshillit Evropian në Shkup Koshta për samitin që pritet mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian dhe për mesazhet që përcjell Koshta në vendet të cilat i viziton. Me mua në studio për të zhvilluar këtë intervistë është profesori dhe ish ambasadori Nano Ružin. Господине Ružin, dobrodošli в ova intervjua sa televizija. Благодарам и на вас исто, пожелам се него. Како гледате на посетата на Кошта и на пораките што беа испратени, имајќи предвид тоа што кажа и нашиот колега, дека немаше нешто специфично кажано во ова средба? Нормално, тоа се очекуваше, дека ништо револуционерно нема да се случи на оваа средба. Средба која што е во функција на контактите на председателот на Советот, знаат нашите граѓани дека тоа е највисокиот орган на Европската Унија, составен од председателите или премиерите на државите и владите на членките на Европската Унија и заедно прво ќе треба да решат околу процесот на проширувањето на Европската Унија. Сега тука наидува проблемот. Прво, нормално Кошта ќе се види со сите представници на државите на Западен Балкан, како што истакнавте и вие во Тиват, на 5-ти, но на 15 јуни е предвидено, барем според претходните договори, да отпочнат преговорите меѓу Европската Унија и Украина, односно Молдавија од друга страна, односно благодарение на тоа што дојде до промени во Унгарија, новиот премиер на Унгарија и го симна ветото и овозможува да отпочнат овие преговори. Сега, од една страна, кога ги погледнеме двете страни, едната групација Западен Балкан, која се држеше до критериумите на Копенхаген, значи тешки економски, социјални, политички, правни и така натаму реформи. Од друга страна, друга групација Молдавија и Украина, која што е повеќе геополитичка страна на проширувањето на Европската Унија. Значи, практично се судираат две вредности. Едната е оваа спората, коректната, поштената на Западен Балкан, другата е оваа насилна, геополитичка и не знаеме до каде таа ќе оди. Дали опште некој ќе си дозволи Украина, кога е се уште во војна, да тоа стапи во членство или и да ги почне преговорите. Она што е битно да се истакне и што може би новинарите ќе забележат во оваа средба, барем од она што истакна вашиот колега, е дека Кошта акцентираше дека односот, односно прашањето на промена на Уставот е прашање на односот меѓу Европската Унија и Република Северна Македонија. И самиот не е билатерално. Не е билатерално, тоа се знае. И тоа е веќе отпечатена работа, не знам било што да правиме, оние што малку се разбираат во дипломатија знаат дека кога од една страна стои еден мултилатерален мокен собир на лидери, а од друга страна една малечка држава која што настојува да влезе во тој собир на лидери, таа ќе мора да се прилагоди на условите. Сега знаете што постојат две форми или два патишта на кои што може да се реализира овој процес. Едниот пат е ова што се бара промена на Уставот и внесување на бугарското малцинство и останатите малцинства во Уставот, а вториот, за кој што малку се зборува, но кој што е уште потежок, тоа е да си направиме, да го промениме пак Уставот, да се направи Јакобински устав, односно устав во кој што ќе пишува дека граѓаните на Република Северна Македонија се носители, оснивачи и така натаму на Уставот, а не дека тука се и македонци, и албанци, и турци, сите да се набројуваат. Всушност,
таков устав и затоа ние секогаш удиреме со глава во зид кога ќе побареме од Бугарија, ама не го почитувате нашето малцинство во Бугарија. Не затоа што нивниот устав е исто како францускиот, како американскиот устав и така натаму, и кај тие само признаваат евентуално религија, но не и етнички малцинства. Дали е можно ова да се случува кај нас, бидејќи не се зборувало воопшто досега? Не верувам, бидејќи, знаете, практично уставот на нашата држава е еден вид инспириран од поранешниот југословенски устав, кој пак што беше инспириран од советскиот устав од 1918 година. Значи, каде што се набројува дека основата на Советскиот сојуз се чинат, не знам, грузици, руси и така натаму. После тоа се прошири на други на Советскиот сојуз, нели? Во Југославија тоа беа сите народи и народности, кај нас кога дојде, исто заради контекстот кој беше, бидејќи се работеше за да се истакне идентитетот и така натаму, се кажа дека тука во оваа држава се, значи, практично основниот столб го се чинуваат македонците, албанците, турците, србите, власите и така натаму. Но мислам дека ова би било погубна и никој не би ја прифатил ова. Тешко да се постигне. Само кажам теориски, значи да не сватам погрешно дека јас сум за таа опција, него теориски може тоа да се случи. Но ја мислам дека сепак дека би требало да се подразмисли околу внесувањето на бугарското малцинство и останатите во преамбулата на нашето. Владата за ова бара гаранции. Кои би биле гаранциите што може Европската унија да ги нуди на Македонија за да може да се спроведат овие уставни измени? Тие гаранции би биле условни. Односно, зошто велам условни? Затоа што, да речеме, ви дава Европската унија гаранција, ако го решите ова со бугарите, вие патот ви отворен и ќе станете членка на Европската унија. Меѓутоа, доколку се случи, пак зборувам теориски, хипотетички, значи, да се изврши државен удар, да дојде до војна и така натаму, една држава не може да стане членка во таков устав. Значи, никој не може да ви гарантира однапред дека вие ќе станете членка на Европската унија. И тоа зависи од други услови, од други реформи, не само. Да, секако. Но доколку се избоксува од страна на оваа наша дипломатија, да се каже дека, доколку успееме да ги решиме реформите, вклучувајќи го и ова со промената на уставот, тогаш ви се гарантира дека вие ќе станете членка на Европската унија. Но, знаете што, уште од 2003 во Солун ни се вети истото тоа на целиот Западен Балкан и видите 23 години подоцна сите се уште тапкаат во место со амбиции сепак дека Црна Гора и Хрватска може би до година или за 2 години ќе станат членки на Европската унија. Без гаранција ако ги правиме уставните измени, дали е можно тоа да се случува што се плаши владата, да има други барања од Софија, од Бугарија, поврзани со идентитетот и јазикот? Мислам дека односот на силите во Советот е таков што засега би било непримерно после внесувањето на малцинското бугарско да Бугарија понатаму бара нови услови. Значи тоа би било преседан, бидејќи има и одредена политичка, како да кажам, култура во Европската унија. Тогаш големите држави имаат начин и средства како тоа да го условат кон Бугарија. Но мислам дека проблемот на ова прашање сепак лежи во фактот што оваа владина гарнитура, пред себе РДПМН, во целиот овој период, уште пред изборната кампања, па и до денес, упорно е на таа тврда
линија која што вели ни милиметар нема да попуштиме. Во ред. Но кој ќе плати цената, разбирате? Нека политичарите го гледат и обичниот човек. Оно што едва преживува, оно што е оптоварен со животниот стандард, со проблемите, со здравството, со правосудството и така натаму. Така што мислам дека една формула, ако веќе се плашат од одговорноста, една формула на еден заеднички консензус на сите политички партии, да кажат, еве во ред, било што да се случи, прифаќаме и така натаму, тоа би била една одлична солуција. Но знаете, суетата кај политичарите е многу голема за да дојде до тоа. Според СДСМ власта не сака европска интеграција, бидејќи не сака контрола врз парите кои ќе се трошат, парите на граѓаните, и тие барат и референдум. Според вас, дали е добра идејата за референдум и каков би бил тој референдум кога веќе ние го знаеме ставот на граѓаните дека се про Европска унија? Видете, ова дали сака или не сака владата, не сум сигурен, бидејќи политички партии, јас не сум во ниту една политичка партија, може би да постои интерес на одредени така наречени длабока држава, нели, тоа се тие луѓе од длабоката држава кои што се многу битни, но невидливи и кои што можеби не им одговара членството во Европската унија. Меѓутоа, македонскиот, албанскиот и сите останати граѓани што живеат овдека во изминатите 30 години секогаш покажувале огромен интерес, значи интересот бил меѓу 80 до 90% за членство во Европската унија. Може би сега да биде понизок затоа што и Европската унија не остана честна во својот однос кон нас. Бидејќи, да не се враќам во историјата, го решивме со Преспанскиот договор и така натаму одеа сите елементи. Така што предпоставувам дека еден референдум би се зависи од прашањето. Прашањето треба да биде најпросто. Бидејќи ако го условувате со нешто, тогаш може да доведе до одредени индоктринации, размислување и така натаму. Дали сакаме да сме членка во Европската унија? Да или не? Ако сакаме, окей, видете што се случува во соседството, држави кои што станаа членки, тука пред се мислам на Бугарија, Унгарија, Словенија, Хрватска, значи држави кои што на известен начин видео голем просперитет и освен тоа има една друга димензија. Гледаме дека вредностите или оските на НАТО се разнишани. Европската унија ќе биде новиот чадор на Европа. Така што и од безбедносни аспект мора да се земе предвид дека ние како држава членка на Европската унија ќе имаме посигурен живот, повисоко ниво, слобода на движење на луѓе, на производи, на се и се што денеска, место да поминуваме во Грција и да чекаме редици по 6 часа, ќе одидеме едноставно. Едно последно прашање, бидејќи немаме многу време, како гледате на релациите меѓу Софија и Скопје. Во последното време имајќи предвид дека таму веќе има нова влада и беа испратени неколку пораки до Македонија дека треба да гледа попозитивно на процесот и дека не треба да биде толку радикална, да кажеме, толку негативна. Видете, секогаш ако некоја дипломатија и политика се повикува на минатото, таа дипломатија е осудена на неуспех. Значи, треба да се гледа напред. Што се нашите национални интереси? Добро соседство пред се. Меѓутоа, за да дојде до добро соседство, треба способни дипломати, треба решителност на владата, да не потпаѓа под популизмот на народот и да навредува соседи, не знам, биле од тамо, од овамо и така натаму, да ги, бидејќи тоа наидува на отпор. Премногу се свежи сеќавањата од моментите кога Бугарија беше многу сиромашна, кога народот масовно доаѓаше тука, кога се понижува.
И мислам дека едноставно треба да направиме еден, би рекол, диалектички скок во нашата психологија. Денеска Софија е еден современ град. Луѓето се многу културни, независно дали сте од била која национална или државна припадност и така натаму. Така што иницијативите треба да се прифатат, да се решаваат, а она што е веќе наметнато, не можеме ние сега да го натераме. Радев да каже, не, пупу сега да се покрие со пепел. Тоа треба да се реши и во еден добрососедски дух да се продолжи понатаму. Да се барат решенија. Господине Ружин, фала ви многу за ова интервју во Алса телевизија.